За почеток, може ли да одговориш на ова прашање? Каде се гледаш себе си за 10 години и што мислиш дека ќе работиш? Без разлика дали го знаеш одговорот или не, прогнозите велат дека тоа е непредвидливо, повеќе од кога било порано. Меѓутоа, ајде да побараме помош. Мери Смит, Лондон е 1920 година, а Мери Смит е на работа. Можете ли да препознаете што работи? Не, тоа не е инструмент, не свири. Во внатрешноста на таа мала дувачка цевка се наоѓа суво зрно грашок, чија цел е да го погоди прозорецот до раните утрински часови и да ги разбуди работниците кои што треба да одат на работа во некоја од фабриките. Но дали денес некоја работи работата на Мери Смит? Со појавата на поевтини, полесни и поефикасни опции, Мери Смит ја изгубила работата и оваа професија повеќе не постои. Како ни првите телефонски оператори, ловци на стаорци, сечачи на мраз, луѓето што ги палат светилките и многу други заборавени професии. Што е денес правнуката на Мери Смит? Пилот на дрон или како и да се вика оваа професија на нашиот јазик. Но ако отвориме некој електронски сајт, можеме лесно да го видиме овој наслов. На крајот на криштата, ова веќе не е шала, туку новото нормално. Трансформацијата на бизнисот и професијата најдобро се отсликува со следниве примери. Најголемата такси компанија на светот не поседува возила. Најголемиот издавач на сместувања не поседува надвижнини. Најпопуларниот медиум не произведува медиумска содржина. Најголемата фотографска компанија не продава камери ниту фотографии. Најбрзо растечката телевизиска куќа не поседува фреквенција, ниту е дел од кабловската телевизија. Најголемата компанија за малопродажба не поседува продавници. Биткоин, највредната валута, физички воопшто не постои. А какви промени допрва ќе настанат со употребата на вештачката интелигенција во сите сфери на животот? Проценките се дека во следните 20 години помеѓу 40 и 50% од денешните професии ќе исчезнат. А ти како млада личност, дали знаеш каде ќе работиш? Ако си се уште во училишните клупи, има големи шанси да работиш барем на 17 работни места, но ќе работиш и барем 5 различни професии пред да се пензионираш. Вештини се потребни да се развијат, поточно како нашето општество да креира адекватен образовен систем кога сите промени се толку брзи и големи. Линарниот концепт на образованието изгледа вака. Одиме на училиште, најчесто учиме повеќе теорија со помалку пракса. Ни го тестираат знаењето, добиваме диплома, наоѓаме работа, работиме со години и потоа умираме. Но дали овој модел одговара на денешницата? Не. Па тогаш се поставува прашањето што можеме да научиме од ова. Наедноставно можеме да објасниме така што ќе кажеме дека ти си како мобилен телефон. Добро, може би звучи чудно, но еве го прашањето. Што и треба на апликацијата Instagram да работи како што треба? Да се ажурира. И тоа не е нешто што ни е омилено да го правиме, нели? Колку пати ќе треба да ажурираш апликацијата? Добро, повторно глупаво прашање, но одговорот е онолку пати колку што ќе излезат нови функции за таа да може да работи исправно. Во ред, а колку долго ќе треба да се прави тоа надоградување? Па додека сакаме да ја користиме апликацијата Instagram. Накратко кажано, додека работиме, постојано мораме да се надоградуваме, да учиме и да развиваме нови вештини до крајот на животот. Тоа е тоа. За некои луѓе ова е lifelong learning, без разлика на точниот термин, поентата е јасна. Сега одговори ми, кој ти помага при одбирањето на твојата кариера и професија? Според нашето истражување, основни извори за информации за младите се родители и семејство. 29%. Онлайн платформи 20%. Говориме за YouTube, TikTok и веб сајтови.
наставници 18% и пријатели исто така 18%. Кога говориме за пријатели, ова е најсоодветниот пример. Ти ќе учиш право? Кул. И јас ќе дојдам со тебе. Но дали овие извори ти даваат на вистина корисни информации за твојот професионален развој? Малку потешко. Во секој случај, седењето и чекањето дома нема да те однесе никаде. Работата сама нема да ти дојде. Потребна е твојата акција и проактивност, да откриваш нови опции, апликации и начини за сопствено надоградување и вложување во себе. И еве една мала џокер помош. Start.study.